Добар ден, криптоентузијасти. Денеска, како што ветивме, прво ќе разговараме за макроциклусот, за тоа каде се наоѓаме во еден циклус, а потоа ќе разговараме за се останато околу генералната анализа на неделно ниво. Со тоа што денеска навистина сакам да обрнем внимание на оваа посебна табела која што ја направив денес, извинете, овој посебен чарт, каде како што може да видите се обележани, значи на многу поедноставен начин. Најдов поедноставен начин како да го направам ова, да биде поедноставно за вас, за да можете да го следиме ова како генерален тренд на самиот циклус на биткоин. Односно, ќе ги земеме целосните циклуси од 48 месеци, 47 до 48 месеци, од дно до дно, и на тој начин ќе организираме нашиот циклус. Значи не од халвинг до халвинг, затоа што нас се многу побитни дната, каде што фактички утврдуваме, нели, купувачка можност, и врвовите каде што утврдуваме можност за, нели, следно продавање на што сме го купиле во дно. Со тоа што првите врв и дно на овој циклус нема да ги рачунаме, че ова е самиот почеток, но од самиот почеток, значи од ова дно кое што е утврдено значи нема да разговараме за датуми, ќе разговараме за месеци. Ќе ги броиме како месечни фактички циклусите. Каде што првото дно ни е во јануари 2015 година, значи во тој bear market, после bull market од 2013 година, каде што ќе ги сметаме од дно до дно. Односно, само момент. Кога би го земале, значи овде имаме ленјер кој што ни е мерачки инструмент, значи во првиот bear дно до ова дно на маркетот има 47 свеки, односно 47 месеци, што кореспондира со 4 годишниот циклус на биткоин. Така, значи гледате, од самото дно до само дно имаме 47 месеци. Точно циклус. Значи она што ви го кажувам дека математички и алгоритмички се тоа е веќе пресметано. Ние само треба да го следиме. Значи, за разлика од акциите, за разлика од економските циклуси, за разлика од акциите од вредност, ова е еден од единствените, ако не е единствен, маркет кој што може да се сметува на точни математички циклуси на одредено временски период. Значи, како што можеме да видиме, гледате овдека. Значи, тоа е од практични bull market 2013 до, bear market 2013 до bear market 2018. 15 и 18, извинете, да. Со тоа што се приближуваме повторно, значи повторно се приближуваме на онаа 47-48 месеци, кој што треба да биде негде помеѓу ноември и декември. Значи ноември и декември е онаа граница на 47 до 48 месеци, со тоа што јас оставив 48, затоа што знаеме дека во декември се случува повторно, нели, избори во Америка, и затоа јас мислам дека во декември ќе биде официјалното дно, поради оваа причина, и затоа ги ставив овие 48, но, нели, останува да следим. Тоест, ноември се изборите, но нели, самото тоа што фактички ноември како месец постојано ни дава, значи, еве, оно што сакам да ви кажам. Гледате дека после овој ноември 2018 година сме утврдиле дно. Односно, после изборите, значи кога се завршува тој месец на избори. Тоа е 2018-2014, иако овдека не сме имале циклус, но можеме да видиме што точно се случи. Значи, гледате овдека, само да видим каде точно. Значи, после ноември фактички сме го завршиле овој циклус. Па затоа и овдека очекувам дека после ноември, односно ноември ќе бидат самите избори, а после ноември во декември верувам дека ќе го завршиме овој циклус, но не, постојано останува да видиме. Со тоа што од самото дно, значи од самото дно на сите овие циклуси, имаме 17 до 18, гледате, значи 17 до 18 месеци до следниот халвинг. Значи гледате, значи еве во првиот циклус, да видиме дали тоа исто и во вториот циклус. Значи овдека 17. Вториот циклус, каде што овдека, значи доколку повторно, значи халвингот е веќе пресметен. Халвингот знаеме дека ќе се случи во мај 2024 година. И ако ставиме од моменталното дно на 48 месеци, значи 17 се точно во мај 2024 година. Значи и халвингот и до сегашните циклуси од 47-48 месеци ни покажуваат дека од прилика ноември и декември ќе биде дното на овој маркет. Значи повторно, ова не може да биде 100% сигурно, но како што можеме да видиме до сега, ова е чарт кој што, нели, сме го користеле, чарт кој што е, нели, пишана историја, и гледаме дека тоа постојано се повторува.
Од друга страна, доколку ги пресметаме, врвовите од самото дно, значи гледајте овде, врвот во првиот bear market 35, така, значи на 35 месеци од самото дно сме утврдиле значи врв. Гледајте овде. 35. Значи тоа е она што сакам да ви го кажам. И ако еве чисто за статистика, за да можеме да го следиме овој циклус, ако го утврдиме тоа и од овде, чисто ќе ставиме да видиме дали тоа ќе биде истата ситуација и понатаму кога веќе нели работиме како канал. Значи 35 би требало да биде ноември 2025 година. Каде што ние ќе ставиме повторно вака, значи јас ќе го запишам, а останува да видиме дали истото ќе се реализира, значи 35 месеци врв. Значи, еве, чисто кога веќе го следиме овој тренд, кога го следиме едноставно ова циклично однесување на биткоин, останува да видиме дали истото и понатаму ќе продолжи да се однесува така, но со оглед на фактот дека досега немало промена, ја не гледам зошто понатаму би имало промена. Значи, ево, ќе го зачуваме нормално. Значи, ова е она што сакам да ја го покажам денеска ново, затоа што циклусите на биткоин се доста, како што може да видите, исти. Значи, досега барем во два целосни циклуси, ако не го земеме првиот пред 2013 година, ние сме добиле исто распоредување, како на халвингот од дното, така и на врвот од самото дно. И циклусите траеле 48 месеци, односно 4 години, колку што уствари трае еден биткоин циклус. Значи, според халвинзите, нормално. Затоа јас гледам голема значи, логика на тоа, на вистина да добиеме дно помеѓу ноември и декември оваа година и затоа се уште имаме 50% од нашето портфолио спремно за да биде алоцирано кога ќе дојдеме до ова дно. Сега, многу од луѓето, значи, гледам дека има неколку проблеми кај што се среќаваме, а тоа е зошто обираме само неколку коини и кои ни се држиме до нив. Само накратко сакам да напоменам. Очигледно, многу од вас ги гледате, но нели, не сте ги гледали сите наши видеа за да може нели целосно да имате оваа слика. Значи, само накратко сакам да напоменам. Да, ние моментално имаме Ethereum, Ripple, ADA и DOT како едни од најстабилните големи проекти кои што се наоѓаат на пазарот. Ги имаме за тоа што истите ни нудат стабилност и соодветно ниво на ризик за кога ќе влеземе после дното на биткоин, значи после ова дно што треба да го утврдиме наскоро, да ги диверсифицираме и да ги ставиме во различни други коини кои што имаат поголем ризик, но и поголем потенцијал за добивка. Значи поентата е, ќе напоменам уште еднаш, ние ги имаме овие 4 валути само поради таа причина, иако се солидни проекти, иако има навистина според нас солидна иднина. Значи, ние нема да ги држиме само тие проекти, ќе правиме комплетна диверсификација на портфолиото, но од моментот кога конечно ќе влеземе после дното на овој bear market во следниот bull. Затоа, уште еднаш напоменувам, тоа е единствената причина поради која што ги држиме само овие 4 коини, ако има некои недоразбирања, и не е дека ние значи, само тие и никој друг, туку ова е само момент во кој што ни одговара да ги имаме истите. Затоа и моментално ги чуваме истите. Сега исто така, пред да продолжиме, сакам на ова исто, како што е овде, значи многу логаритмички приказ да покажам уште еднаш дека се наоѓаме во овој канал и се наоѓаме многу блиску до дното на овој канал, што е уште една макро појава која што ни покажува дека наредниот месец оприлика требало веќе да удриме на долната граница на овој канал, која што досега гледаме дека ни представувала дно во циклусите на биткоин, што иако се испаднеме од неа малку како што се случило тоа овде, тоа не значи дека ќе го скршиме ова како една голема, да речем, структура во која што се движиме, но значи дека се наоѓаме блиску до самото дно. Повторно, значи ништо не е 100% сигурно. Ова се анализи од многу индикатори кои што ни даваат оприлика идеја каде се наоѓаме во еден циклус, но тоа не значи дека ова е вистината и ништо друго. Значи мора да го земете тоа секогаш во предвид. Постојано анализираме со цел да бидеме во тек со пазар. Така и овие работи како индикатори се вистинити додека не се. Но досега не ни дале причина да се сомневаме во нив со оглед на фактот дека веќе со години на нас да функционираат по истиот циклус. Затоа уште еднаш ќе напоменам, каналот е овдека за да работиме исто како и вас и понатаму да истражуваме и да се најдеме во најдобрата можна позиција за да профитираме од целата оваа ситуација со крипто во светот, така да сакам тоа да го гледате и вие исто како и нас
и како што ни помагате, така и понатаму да продолжиме со оваа работа заедно со цел да можеме подобро да се снајдеме во ова, да речем, време кое што е доста лошо за оние кои што не се обидуваат да стасаат овде кај што се обидуваме ние, реално. Така да уште еднаш ќе напоменам. Значи се наоѓаме на логаритмичкиот приказ на биткоин многу под самите Фибоначи секвенци, оние бендови што се црвени, но тоа само ни покажува дека сме многу подлабоко во овој канал, каде што многу подобро е да се акумулира со цел да можеме да продадеме во следниот bull market, што ако мене ме прашувате е едно од најдобрите работи кои што може да се случи на нашата генерација, посебно пред оваа масивна адаптација на биткоин во блиската иднина. Сега, ќе се вратиме сега повторно на DXY, кој што ни е многу битен во оваа ситуација на кратко, затоа што, како што рековме, се додека немаме заоблување на DXY и додека немаме заоблување соодветно заоблување на инфлацијата на територија на Америка, не можеме да очекуваме да имаме нормализирање на глобалната економска сцена, така да во оваа ситуација дното ќе кореспондира заедно со овие два фактори кои што исто така не се многу битни, а гледаме дека DXY чартот е скоро комплетно, значи екстензиран, гледате екстензија која што има, гледате оваа корекција нагоре, која што ваква не сме виделе корекција многу долго време. И овде како тоа се случило на многу помала цена, значи кога бил многу по, не речем, ефтин самиот долар. Сега овдека моментално имаме огромна екстензија, огромна корекција нагоре, која што е многу нестојствена, но за жал, значи Америка има начин, има соодветен значи инструмент, односно камандите стапки кои што го користи со цел да може да го направи ова и да може да го дигне доларот до соодветна висина со цел да ја намали инфлацијата која што моментално е 8,2% и е многу голема на територијата на Америка. Значи генерално за ова сме разговарале многу пати претходно и јас би напоменал сите оние кои што сакаат малку повеќе да научат околу овој момент да се вратат на нашето претходно видео каде што објаснуваме за инфлација. Тоа е едно од едукативните видеа каде што исклучиво разговараме за инфлација и зошто е таа битна, заедно со овој индекс. За останатите, како што знаете и сами, се додека не утврдиме врв на самата инфлација, кој што се уште за жал не можеме да кажеме се утврдиле, затоа што прво имавме соодветно намалување од 9,4 на 8,6, ако се лажем беше, па потоа да падне два пати постепено на 0,2 и 0,1, што е премногу малку, односно се наоѓаме на 8,2%, и тоа не е доволно за да можеме да кажеме дека сме на вистина, дека сме направиле заоблување, дека се движиме само надолу, посебно со оглед на фактот дека кор инфлацијата, за разлика од CPI инфлацијата овдека, значи доби нов врв. Разликата, како што рековме, во кор инфлацијата и CPI инфлацијата е тоа што CPI инфлацијата сама по себе ги содржи и цените на храната и на горивата, додека кор инфлацијата не ги содржи и на тој начин е многу поверодостојна и многу по кредибилна, затоа што не е толку волатилна како што е тоа во случајот со CPI инфлацијата, која што ги содржи цените на горивата и на храната, кои што во моментов се исклучиво волатилни, значи се многу варираат многу, значи затоа што имаме енергенсна криза низ светот, имаме недостиг на храна. Значи тоа дополнително ќе ја зголеми оваа волатилност на самиот индекс, додека кога ќе ги одземеме, значи кор инфлацијата ни дава многу пореална слика за тоа како е навистина инфлацијата на кое ниво во светот, со тоа што моментално кор инфлацијата, како што можеме да видиме на овој чарт, значи буквално од претходен врв 6,5 кој што беше утврден во јули, значи се извинете, не, ова беше негде во март, во март, сега моментално се наоѓа на 6,6%, што е повисоко дури од претходниот 6,5, и на тој начин гледаме дека инфлацијата се уште не е намалена, односно за разлика од CPI инфлацијата која што можеме да погледнеме овдека, која што има соодветно заоблување сега за сега, кор инфлацијата имаме нов врв. Што значи кога ќе го земеме ова, кор инфлацијата, и кога ќе го земеме овој, значи 3,5%, а тоа е фактички моменталната невработеност во Америка, која што како таква представува втор фактор кој што Федералната резерва го зема во однос на тоа дали и понатаму ќе продолжи да ги качува
значи каматните стапки на сето оно што го позајмува на комерцијалните банки, како што сме разговарали досега многу пати наназад. Значи ова се двете основни причини кои што на Федералната резерва моментално и даваат одврзани раце да стави 0,75 па дури и повисока каматна стапка со оглед на фактот дека невработеноста е на рекордно ниво. Знаеме дека 4% е онаа граница која што Федералната резерва ја има и која што постојано си ја поставува себе си како граница над која што веќе има проблем со невработеност во државата. Значи имаме 3,5 и претходно имавме во месец август имавме покачување на 3,6, со тоа што моментално повторно се врати надолу и се наоѓа на 3,5. Значи невработеноста во Америка е на завидно ниво. Зборуваме завидно затоа што истата моментално е, гледајте, значи во врвот на COVID имаше 15% невработеност. Со тоа што они моментално се вратија на пред COVID ерата, каде што инфлацијата се наоѓаше на истиот овој процент кој што го гледаме во моментов, што на Федералната резерва и дава комплетно одврзани раци. Значи затоа што имаме висока кор инфлација, која што е вистинскиот фактор кој што они го земаат во своето одлучување, и сега сипе инфлацијата не паѓа доволно. Значи дури и да е кор инфлацијата висока, сипе инфлацијата се уште не почнаа да паѓа со големи стапки како што се качуваше, со цел да може да видат дека еве барем на сипе инфлацијата тоа делува, што значи дека се моментално покажува дека Федералната резерва на 1 и 2 ноември ќе ја дигне повторно каматната стапка барем за 0,75% и постојано сакам да го покажувам овој investing.com, че ова е на некој начин посебен сервеј, односно алатка со која што ги прашуваат инвеститорите кои што ја користат оваа страна, а тоа се илјадници, верувајте ми. Значи ги прашуваат кој е нивното мислење колку да се очекува каматна стапка за следниот федерален состанок на Федералната резерва, со тоа што гледаме дека моментално вкупната количина на каматни стапки е 3,25% од претходните 5 состаноци на Федералната резерва, каде што прво се покаже за 0,25, а потоа 4 последователни пати се покачува за 0,75%, со што моменталната каматна стапка по која што Федералната резерва позајмува ново испечатени пари на комерцијалните банки е 3,25%. И се очекува дека, значи 97,9% од инвеститорите моментално, нели сите оние кои што се на некој начин имаат право на глас овде, очекуваат дека од 3,25 ќе дојде до 4%, што значи дека очекуваат дека 0,75 ќе биде повторно рейт хајк за следниот состанок на Федералната резерва, со тоа што многу мала количина на луѓе веруваат дека истата ќе биде 0,5%, што јас не верувам. Јас дури на некој начин размислувам дека голема веројатност да се случи и да биде 1%, а не 0,75, но гледаме дека поголемиот дел од луѓето во светот очекуваат да биде 0,75. Сега, тоа е околу, значи, еден од најбитните аргументи кои што мораме да ги разговараме, а тоа е дали ќе има и колку ќе биде следната каматна стапка, која што поради тоа што тоа е директно поврзано со DXY индексот. Значи, ова до моментот што го разговаравме е кои се веројатностите и кои се причините за Федералната резерва да постави повторно 0,75% каматна стапка, која што очигледно ќе се случи. И тоа повторно ќе делува на ова заобдување, на оваа корекција на доларот, да продолжи со незиното движење нагоре. Гледаме дека во последните, значи од јуни 2021 година имаме само 4, значи црвени свеќи и гледаме дека имаме исклучиво движење нагоре на цената на доларот. За разлика од тоа, гледаме дека целата економска сцена во светот паѓа. Значи, фунтата се најде на историско ниво еднакво со доларот, што никогаш не се случило. Еврото се најде под доларот, значи тоа се индикатори за две од најаките валути во светот, кои што, значи, толку се намалила нивната економија, толку се намалила нивната моќ, што буквално паднале под цената на доларот, што е до сега невидено нешто. Сега, значи, на месечно ниво, како што рековме, постојано се обидувам да го повторам ова затоа што има многу луѓе кои што не се до сега на нашиот канал, ова се прв пат на нашиот канал, не сакаме да ги збуниме со нашата тешка анализа која што сите оние кои што го следеле нашиот канал до сега, значи го следеле ова видео по видео, следеле сите оние едукациони видеа во кои што ние постепено објаснуваме кој инструмент, како се гледа, која е поврзаноста на сите овие чартови, така да би ги замолил
сите оние кои што се нови на нашиот канал да се вратат назад и да ги изгледаат нашите едукациони видеа со цел да има поцелосна слика за она што го разговараме во моментов, затоа што вака изгледа малку застрашувачки кога ќе почне некој толку многу податоци да внесува, а немате време да се адаптирате на она што моментално се случува, нели, во оваа ситуација во нашите видеа, така да би напоменал дека подобро би било за вас да ги погледнете нашите претходни видеа. Сега, гледаме дека генерално вредноста на доларот се движи во овој паѓачки канал, во кој што се наоѓаме многу блиску до неговата горна граница, оваа жолта граница на каналот, каде што ако се вратиме надолу, значи постепено, чисто да се вратиме на дневна основа да видите каде моментално се наоѓаме и колку сме блиску до конечно удирање на таа горна граница на овој канал. Значи, последното, ако ги сте гледале нашите анализи, знаете дека направивме корекција, значи корекција од долната граница на овој тренд, значи од овој почеток овде, до конечниот врв кој што го постигнавме на 115 поени вредност на доларот, со тоа што од овдека корекцијата која што ја направивме беше успешно завршена негде над 50% од Фибоначи левелот. Значи тоа беше моментот каде што видовме дека официјално оваа корекција е завршена и очекуваме нејзино придвижување нагоре во следниот период. Со тоа што, значи доколку го избришеме сега ова, затоа што оваа корекција е завршена, и поставиме Фибоначи обратно од моменталниот врв на 115 до корекцијата која што беше завршена негде над 50% Фибоначи, гледайте сега моментално овде. Значи, првата мета на Фибоначи ни покажува дека кореспондира директно со горната граница на овој канал за кој што разговаравме, кој што е историски канал, во кој што цената на доларот се движела до сега. Значи, ова е уште една од оние работи кои што, значи, затоа и многу ми се допаѓа техничката анализа. Гледате, техничката анализа самата по себе покажува, значи, со соодветни индикатори што да очекувате и сето тоа толку добро кореспондира што не може да биде коинциденција. Значи, сето ова е, гледате, самите индикатори ви покажуваат што очекувате следно. Овој канал во кој што се наоѓаше нашата цена, значи гледаме дека претходно успеа да пробие во него, но цената брзо се коригираше под него, со тоа што на дневно ниво моментално имаме повторна корекција до долната граница на овој канал, каде што очекувавме дека цената ќе продолжи и понатаму, но гледате, повторно имаме корекција. Со тоа што ова мене ми изгледа како триаголна формација во која што моментално се наоѓаме и јас верувам дека истата ќе продолжи до нејзино комплетирање, со тоа што триаголните информации, ако се сеќавате триаголните формации, значи најчесто кога имаме ваква ситуација каде врвот е надолу, тогаш очекуваме дека истите ќе се скршат нагоре. И обратно, кога врвот е нагоре, очекуваме да ги скршат надолу. Ако сте гледали нашите видеа за триаголни формации, може да го заклучите тоа. Значи, оприлика 70% од моментите кога врвот на самиот триагол се наоѓа во надолна линија, значи надолу фактички во вредноста, тогаш самиот триаголник ќе биде скршен нагоре и обратно. Така да и овдека гледаме дека има формира и нови триаголник, ќе го оставам овдека до следната анализа да видиме дали истиот, затоа што пак ќе кажам, неговата вредност гледаме дека е претежно надолу, дека истиот ќе биде скршен на горна страна, но нели ова е само мини формација во нашата огромна формација на неделно и месечно ниво, со тоа што на неделно ниво, значи тоа е една од работите кои што навистина ми се допаѓа во нашиот канал, а тоа е дека конечно заедницата почнува да работи со нас. Односно, во оваа ситуација, еден од нашите гледачи, Лео Кралевски, ни ја даде оваа формација која што јас навистина гледам дека се совпаѓа комплетно во оваа ситуација, а тоа е, само ќе го исклучам моментално сајферот, за да можеме да видиме точно. Значи, гледайте, на дневно ниво јас имав канал по кој што моментално се водевме и кој што гледате дека е доста солидно, прецизно определен во однос на цената на која што во која што се движи доларната вредност. И истата гледате дека е во него, под него, со корекции над и под самиот канал, кој што моментално не води, но на неделно ниво искрено јас не го утврдив во овој канал. Ова е повторно ќе кажам од еден од нашите гледачи, Лео Кралевски, и ќе напоменам уште еднаш, ова е тоа што ние го сакаме од нашиот канал, односно ваков тип на соработка каде што нашите гледачи ни помагаат во она што ние сме го пропуштиле со цел да имаме една целосна слика на тоа што се случува на пазарот, како што е пример овој канал. Значи, гледаме дека овој канал моментално на неделно ниво е еден од оние
големи индикатори кои што ни покажуваат дека цената на доларот ќе се движи се до негово кршење и паѓање од оваа формација, што е уште еден индикатор кој што ни покажува дека движењето на доларната вредност не е коинциденција, туку сето ова е определено со соодветни индикатори и формации. Значи на неделно ниво гледаме дека истиот се движи во оваа формација, која што моментално пак на некој начин јас верувам дека ќе заврши негде можеби блиску до оваа горна вредност на овој канал по кој што се движи доларната вредност. Со тоа што треба само уште последниот индикатор, исто така, значи овие два индикатора се дадени од членови на нашата заедница, а тоа е овој индикатор, односно оваа парабола, која што исто така кореспондира со самиот канал кој што ни беше представен од нашите членови. Значи оваа парабола можеме да видиме дека точно ја движи цената на доларот во оваа експлозивна нагорна линија, со тоа што пробивањето на оваа парабола и овој канал се едни од првите моменти каде што ќе можеме со сигурност да кажеме дека конечно сме добиле заоблување на доларната вредност, а што во комбинација би ни одговарало затоа што рековме дека двата последни фактори кои што ни се битни за да утврдиме биткоин дно се заоблување на доларната вредност и заоблување на вредноста на инфлацијата на американското ло, што ќе бидат и главните индикатори каде што можеме да кажеме да, конечно сме утврдиле дно на биткоин, цената како и на целиот криптопазар, затоа што DXY индексот, доларната вредност е во директна спротивна вредност од вредноста на биткоин, односно кога конечно доларната вредност ќе почне да паѓа, нормално сите пазари вклучувајќи го и биткоин ќе почнат да растат во вредност. Значи тоа е моментот кога ќе утврдиме конечно биткоин дно. Значи ова беше чисто околу DXY индексот и јас ќе кажам уште еднаш, јас очекувам во наредниот период, посебно со последниот состанок, да дојдеме до оваа ситуација каде што на дневно ниво од последната корекција која што имаме на Фибоначи од овој потек овде, значи да добиеме реализирање можеби на оваа мета горе и со тоа да дојдеме до конечно завршување на оваа, да речем, долга формација на доларот која што трае, значи еве чисто да погледнете колку само долго трае, значи оваа корекција, овој bull market на DXY индексот трае уште од мај 2021 година, каде што уствари кореспондира, така речено, со врвовите како на традиционалните пазари, така и на биткоин. Значи, тоа е на некој начин оно што го очекуваме за да можеме да утврдиме врв. Значи, во текот на оваа недела јас сакам да направам уште едно видео во однос на лов на дно. Значи, ова се две различни видеа кои што моментално ги правиме. Едното е оваа макро анализа на која што можеме да видиме каде се наоѓаме во овој циклус. Значи, ова е таа мапа по која што ние се движиме на долг рок. Значи, ова е таа мапа. Ова е, да речем, мапата по која што ние треба да научиме како да пловиме. Додека за разлика од тоа, ова лов на дното е пак на некој начин во однос на големината на целата оваа мапа на генерално движење на биткоин, представува само локално движење, односно ни представува локална анализа на тоа каде се наоѓаме во моменталниот циклус и дали сме блиску до дното и што ни покажуваат индикаторите кои што ги користиме, кои што не сме ги направиле веќе 2 недели. Затоа во текот на оваа недела ќе гледам доколку можам да склопам, значи, видео за лов на дно, како и Етериум како последната валута која што е моментално една од главните валути во нашето портфолио, од нашиот проект за структура на портфолио, и последното од Oracles, што е еден од нашите видеа за проектот кој што го имаме за категории на криптовалути. Така да ќе гледам ако можам сето тоа да го стасам за оваа недела, доколку не е нормално ќе го поместиме малку подоцна. Сепак не сме значи нема потреба брзање, не се наоѓаме ние во bull market, така да имаме соодветно време за сето ова. Сега, кога зборуваме за триаголни формации, значи да се вратиме сега на биткоин, да видиме што се случува со биткоин. Значи на ова моменталниот потек на биткоин, кој што го имаме негде околу 20.000, гледаме дека имаме повторно, како и на DXY, формирање на триаголна формација, со тоа што ова е триаголната формација во која што моментално се наоѓа цената на биткоин. Значи ова зелен триаголник кој што го гледаме со надолен врв, кој што, нели, според правилата на се би требало да представува моментот каде што 70% од случаевите овој триаголник би бил скршен нагоре, но не би бил толку сигурен, затоа ги оставив овие две жолти тренд линии со цел да ни помогнат во оваа ситуација, да видиме што ќе се случи, затоа што ќе напоменам уште еднаш, се наоѓаме на само 10 дена
од следниот Фед митинг, кој што јас не верувам дека ќе заврши позитивно за пазарите, затоа што Федералната резерва моментално не се занимава со ништо освен со намалување на инфлацијата на територија на Америка, затоа јас верувам дека нема шанси да очекуваме некоја голема корекција нагоре, дури да имаме корекција, нема да биде голема, ќе биде нешто што моментално, да речем, една недела имаме некој позитивен инсентив на пазарот или нешто слично, така да во глобалната шема на стварите јас верувам дека ќе паднеме надолу и дека ќе го добиеме оној следен пат негде помеѓу почетокот на ноември, состанокот на Федералната резерва, како и официјално изборите на 8 ноември во Америка, кои што се на некој начин врв на нестабилност на пазарите, кој што се очекува да биде и дното на овој bear market, како за биткоин, така и за традиционалните пазари, но за традиционалните пазари како што е SPY и Nasdaq ќе поразговараме во нашето следно видео, каде што фактички ќе разговараме повеќе за дното и утврдување на дното и неговите индикатори. Денеска само сакам да напоменеме генерална ситуација за тоа каде се наоѓаме во биткоин, нели, како криптовалута, со тоа што јас ќе напоменам уште еднаш дека да не заборавиме, моментално се наоѓаме буквално на врвот од карпата. Затоа што под овој момент ние немаме никаков сапорт. Значи ќе се вратиме назад да видите зашто точно станува збор на месечно ниво. Доколку се вратиме на месечно ниво, значи гледајте. Овдека ние ова што го гледавме фактички од VPVR индикаторот е уствари многу мала количина која што овдека е дури незабележителна кога тоа ќе го направиме на месечно ниво. Еве, чисто ќе зумирам да видите како тоа изгледа. Значи следниот волумен кој што нас ни доаѓа за поддршка е буквално во овој сегмент. Значи тоа е пред формирање на врвот во 2017 година, негде од 14 до 13, да, 14 до 13 прилика. Тоа е следниот момент каде што ќе имаме некаков сапорт од VPVR. Гледате овдека. Значи овде горе ние скоро и да немаме никаков сапорт во целиот овој предел од 19.000 па надолу до 14.000. Значи нема скоро никаков сапорт. Затоа и велам дека голема веројатност е дека ако имаме следен пат, значи, нели, остануваме да видиме. Доколку цената некако успее да се задржи на ово ниво од 19.000, тогаш супер. Во ред, значи да сме утврдили таму дно, нас не е проблем, ќе купиме таму. Но доколку имаме следен пат, VPVR ни покажува дека следниот волумен кој што би можел да задржи цената кореспондира директно со телата на двете свеки пред започнување на овој blow off top во 2017 година, како и овој неуспешен bull run кој што го имаме во средината на 2019-2020 година, кој што направи уште една корекција на самиот момент на COVID, и тоа кореспондира со овој врв кој што го имаме овдека од 13.852 да биде следното дно на кое што би паднала цената на биткоин доколку имаме следен пат. Значи никогаш не можеме да бидеме 100% сигурни, но моментално ситуацијата со повторното покачување на каматната стапка на DXY што ќе повиши цената на DXY, со економската криза, сите овие војни кои се случуваат во светот, гледаме дека и Кина може да ескалира против Тајван, гледаме дека моментално има проблем помеѓу Америка и Саудиска Арабија во однос на пазарите за нафта и производството на горива. Значи сето ова ќе донесе до еден врв каде што ќе имаме значи на некој начин проблем и ќе имаме уште едно паѓање на сите економски пазари, затоа што сето ова кулминира со нестабилност на пазарите. Значи сето она што вие гледате на политичката сцена и на вестите, најчесто најлошо се одразува на економските пазари. Значи да не ме сватите погрешно, тоа не значи дека она што се случува како војна моментално е небитно, само сакам да ви кажам за целиот свет. Значи ова ќе значи многу поголема, полоша работа отколку за една држава во која што моментално се случува војна. Да ви го кажувам тоа затоа што значи последиците од она што се случува во Украина, ние топрва ќе ги осетиме. Моментално цела Европа ќе остане без газ, цела Европа ќе остане без ефтини енергенци, што гледате дека моментално се случува во Париз, имаме штрајкови, имаме буквално буна на средината на Париз против полицијата и против моменталната влада и незината корелација слепа со НАТО. Истото се случува моментално и во Германија. Верувајте ми, наскоро ќе се случи и во Англија, каде што веќе премиерот втор поред падна
и сега моментално трет премиер се обидува да ја среди работата затоа што се наоѓаат во огромна економска криза. Значи сакам да кажам, кога ви кажуваат дека зимата ќе биде лоша, тоа не е, значи како да кажам, не се обидуваат да го преувеличат, туку на вистина оваа зима се очекува да биде доста лоша. Значи на месечно ниво гледаме дека биткоин се наоѓа доста под нула во бранот на моментум, односно во самиот MACD, каде што за облувањето ќе биде конечно кога сигналата ќе се најде над базичната линија, се надевам наскоро, но нели, тоа е овој последен пат кој што ние го чекаме. Имаме VWAP кој што се наоѓа некаде неутрално, значи се наоѓа негде околу нулата, може да отиде во било која дирекција. Гледаме дека имаме постепено цедење на парите надвор од биткоин, што е на некој начин не е лоша работа, туку е само циклус. Значи разберете го тоа дека е само циклус. Значи ова е сосема нормално, имаме циклуси во кои што моментално се наоѓа одредено добро, така и биткоин, каде што RSI се наоѓа на некоја неутрална вредност од 41, но е најниската вредност во која што некогаш се наоѓа биткоин. Додека сток RSI е на апсолутна нула, така да сток RSI воопште не го ризиваме во предвид, но се уште немаме утврдено дно. Се уште ги немаме овие црвени точки на дното кои што би ни покажале дека сме утврдиле зелени точки кои што би ни покажале дека сме утврдиле дно. На неделно ниво да видиме што се случува со биткоин. Значи еве овдека повторно означено ми е оваа триаголна формација која што ќе оставам така со цел да можеме да видиме што ќе се случи со истата во наредниот период. Но е интересно тоа што веќе имаме утврдено дно на неделно ниво и ова булиш, значи тоа е кога во случајов MACD ни покажува придвижување на тоа што имаме, значи нагорна линија на придвижување, односно имаме higher low, имаме повисоко дно, повисоко локално дно, со тоа што имаме ова е bullish divergence, односно диверсификација од bear во bull. Но повторно сето ова не може да го земеме како индикатор се додека не видиме дека имаме некои промени на економската сцена, а тоа не се случува. Значи јас и да имаме ваков тип на bullish divergence, не би бил толку радосен се додека не дојдеме до моментот да се смират овие економски појави, како што е нели следните Fed митинзи, во случајов изборите во Америка. Тоа верувам дека ќе биде катализатор за дното на биткоин. Ако успееме да се држиме овдека, тоа ќе биде одлично, затоа што нели веќе сме се утврдиле во оваа позиција, имаме купено, ако купиме повторно тоа нема да ни смета воопште, но секое паѓање на биткоин, значи само уште еднаш да напоменам. Колку подлабоко биткоин падне, толку гледајте го тоа како федер. Значи едноставно колку повеќе го обтегнете овој федер, толку посилно ќе се собере во моментот кога ќе го пуштите за следниот бул маркет. Така да и во оваа ситуација колку подлабок е бер маркетот, толку подобар бул маркет може да очекувате. И уште една работа што сакам да напоменам во однос на оваа макро да речем анализа, каде што имавме, значи гледате овдека, ова сакав само да го напоменам многу, како што веќе го направивме тоа неколку пати. Значи имаме паѓање на цената, со тоа што ова паѓање гледате дека почнува да забавува во овој сегмент, каде што повторно имаме забрзано паѓање надолу, што е во ноември 2018 година, што се уствари претходните избори во Америка. Затоа сакам да напоменам дека се наоѓаме на истиот тој сегмент моментално, каде што имаме забрзано паѓање, кое што моментално стагнира. Значи имаме акумулација во овој период и се наоѓаме точно пред истиот ноември 2022 година, 4 години подоцна, каде што очекуваме повторен пат поради изборите. Значи и тоа е уште еден индикатор кој што ни покажува, гледате колку е слично. Значи имаме паѓање, конечна капитулација и конечно следен бул маркет. Паѓање, предпоставувам повторно, конечна капитулација и следен бул маркет. Така да тоа е уште една од работите кои што се битни, кои што мораме да ги земеме во предвид. Со тоа што нема да одиме на помали анализи, затоа што како што рековме во случајов дневна анализа сосема доволно, значи каде што рековме дека се движиме во ова триаголна формација моментално откако скршивме надвор од овој канал и моментално гледаме дека генерално тука се многу збунувачки индикаторите, затоа што и сток RSI и RSI се наоѓаат на неутрална вредност од 50, гледаме дека VWAP е на 0, гледаме дека MACD иако имаше нагорно движење повторно доби корекција надолу, со тоа што money flow е негативен веќе долго време, така да гледате се доста, значи индикаторите во оваа ситуација не може да ви кажат ништо затоа што гледаме дека зависат од многу надворешни фактори. Повторно за самите 4MAs, значи каде се наоѓаме длабоко под бул маркетот
И ова го земам само како пример за да ви покажам како треба да изгледа еден баунс во bull market. Кога официјално bull market support band од нас ќе ни каже дека се наоѓаме во следен bull market. Еве. Вака изгледа тоа. Значи кога конечно ќе успееме да пробиеме над него, како во оваа ситуација со Ripple, и да направиме успешна корекција. Значи гледате дека цената успешно се движи над bull market support band-от. Иако тоа не значи дека сега моментално ќе експлодира, затоа што се уште имаме негативни работи на пазарот, но многу од техничарите моментално на пазарот велат дека ова е една од првите моменти каде што можеме да кажеме дека барем една од валутите во криптопазарот успеала да пробие над bull market support band-от и да се ја држи цената овде. Веќе гледаме 4 недели ја држи цената над bull market support band-от, кој што може да представува поддршка за следниот bull market во случајот на Ripple, но тоа не значи дека сигурно ќе биде Ripple во bull market, затоа што и Ripple е врзан со судбината на сите овие индикатори, на сите овие валути, како што е криптопазарот, така и традиционалните пазари. Така да само сакам да ви покажам како успешно треба да изгледа пробивање на bull market support band-от, кој што ни представува основната поддршка за следниот bear, за следниот bull. Така да, во случајот bull market support band-от се уште не сме ни обиделе да го пробиеме, а се наоѓаме на скоро долната граница на 300 неделната средна вредност, која што доколку биде пробиена, тоа ќе биде прв пат во историјата на биткоин и верувам дека тогаш веќе е одлична ситуација да се купи. Ние планираме да влеземе all in на сето она што очекуваме да го финансираме следно и на тој начин да завршиме со овој bear market, затоа што навистина сме буквално на врвот на овој, буквално на дното на овој bear market, каде што се што треба е уствари моментално главната работа на каналот е утврдување на најдобра можна позиција за нашиот следен bull market. Така да тоа е она што го правиме во моментот и затоа чекаме да видиме дали ќе имаме оваа следна капитулација која што се повеќе и повеќе изгледа како дека ќе се случи. Така да затоа бидете во тек и нели како каналот ќе го следиме ова будно, посебно во почетокот и средината на ноември, каде што тоа ќе ни биде буквално работа да утврдиме дно на овој bear market. Со тоа што накратко сакам да ги спомнам и Fear and Greed Index. Fear не добивме толку многу, затоа што нели очекувавме дека ќе има поголем страф на пазарот, што на некој начин со оној памп, значи пак ќе напоменам, тоа е онаа грешка која што луѓето ја прават. Поголемиот дел од големите играчи знаат точно што ќе се случи околу датумите кога луѓето очекуваат дека се ќе отиде надоле или се ќе отиде нагоре. Затоа ќе се вратам уште еднаш на ова CoinGlass чарт за ликвидации, каде што на денот сакам уште еднаш само да напоменам дека на тој ден кога сите знаеат што ќе се случи, имаме оприлика 90 милиона ликвидирани во шортс и 220 милиона ликвидирани во лонгс. Што значи они ликвидираа на секоја страна. Се разбираме? Значи она што моментално ние го добивме, тоа беше само на дневно ниво. Значи ова беше тоа. На 13 октомври ние прво добивме огромен дип кој што многу од оние паметни играчи кога веќе ги ликвидираа оние кои што очекуваа лонг, значи они ги искористија лонг позициите. Значи вие сте имале лонг, они ви го бутнале и ја бутнале цената под стоп лосот и на тој начин ги активираат сите постепено надоле стоп лоси на сите оние кои што имаат лонгс, со што уствари дојдовме до 220 милиона ликвидирани во лонгс. И кога дојдаа во најдлабокиот дел каде што веќе се знаеше дека не може да оди под bull market Bollinger Band-от, значи кога дојавме на долната граница на Bollinger Band-от, се што треба да направат е да стават лонг. Значи они ги користат вашите позиции за да ви ги земат парите, ме разбирате, тоа е толку жално, но вистинито. И они успеа у истиот ден од 18.200 цената да ја вратат горе на 19.400. Со ликвидирање и на вашите лонгс и на вашите шортс. Значи они буквално играат спротивно на вас, но имаат соодветен капитал да го направат тоа. Вие го немате тоа, вие само шпекулирате и никој нема да стави стоп-лос од моменталната вредност на претходниот ден која што е 19.150, никој нема да стави стоп-лос на 18.000, така? Значи никој. Тоа е огромен стоп-лос. Вие ќе изгубите многу пари ако дојде до долната граница на таков стоп-лос, а немате ни доволно леверидж за да може да ставите таков стоп-лос. Така да они ги ликвидираат сите овие мали играчи со нивните лонгс, каде што го активираат нивниот стоп-лос и потоа едноставно ставаат шорт кога ќе стасаат до долната граница на Bollinger Band, кој што знаеме дека е скоро невозможно да се пробие и се враќаат нагоре со огромна количина на пари од овие луѓе што знаат што ќе се случи на пазарот во такви моменти. Затоа ќе напоменам уште еднаш
Значи не се брзајте кога станува збор за такви моменти. Јас само очекував дека ќе има поголем страф на пазарот, но затоа што имавме ликвидирање и цената се пополни од оние кои што плюс купија од вашите пари биткоин за себе, така да затоа и немавме толку голем страф на пазарот, но ликвидациите се случија како што напоменавме. Се случија буквално, значи, по дефиниција. Стравот на пазарот е се уште прилика на исто ниво, гледаме дека истиот веќе месец дена се нема променето, но нели имаме солидно простор за промена надолу, затоа што стравот може да падне и до 1, 0. Исто така сега овде ќе има малку подобра ситуација на традиционалните пазари, за кои што ќе разговараме во следното видео на лов на дно, каде што моментално се наоѓаме во фир, пред тоа бевме во екстрим фир, но тоа е само заради тоа што моментално имаме онај релаксиран период пред следниот состанок на Фед, кој што верувам дека ќе биде почетокот на крајот. И CBBI, значи мене ми е интересно да го следам и овој индекс, за кој што разговаравме дека е практично групација од 9 различни индекси кои што моментално ни покажуваат што се случува на пазарот, кој што е на вредност од 7, но рековме дека апсолутно дно некаде би било на минималната вредност од 1, 2, па дури 0 во некој случај, значи каде што можеме да утврдиме апсолутно дно на нашиот bear market, што сме доста блиску. И пред да завршиме, уште еднаш сакам да го напоменам ова, значи луѓе, ова е тоа. Значи, гледате, во оваа ситуација, ова е тоа. Значи, ние сме далеко од следниот халвинг. Искористете ова време за да поминете преку овој едукационен период, едукационен материјал кој што сме го припремиле за вас. Искористете го ова за да научите што повеќе можете за следниот bull market, како од сегмент на кои крипто категории, како од сегмент на што вас ви одговара да инвестирате, како да инвестирате, каде да инвестирате, како да направите техничка анализа, како да направите фундаментална анализа. Овие 559 дена вас ви представуваат одличен момент, значи вие имате скоро 2 години да научите се што ви е потребно за да може да бидете професионалец во следниот bull market. Сега се учи, овие нека ви бидат во позадина на секој што моментално сака да се вклучи во криптопазарот, како потсетник кога вистинскиот тест доаѓа за вас. Значи 559 дена до следниот халвинг е кога моментално ќе влеземе во следниот bull market со цела сила, кој што заедно со вредностите кои што ги гледаме во моментов, а тоа е регулатива на светско ниво за крипто. Дополнително имаме ISO 20022 кој што треба да ги внесе криптовалутите и за жал централните дигитални валути во финансискиот систем, кои што ни се дополнителни канализатори за овој bull market да биде, значи, многу добар. Не сакам да претерувам, не сакам да замислувам нешто, но значи сето ова на глобална сцена, каде што имате излез од следна економска криза негде во текот на 2023 година и влез во почеток на следна економски подем, кој што, значи, тоа би било негде слично на 2000 година, каде што излегуваме од кризата на .com баболот и влегуваме во 8 годишен bull market за традиционалните пазари. Исто така тоа би било слично на 2008 година, каде што имавме 2 години од 2010 криза поради тоа што Америка оверлеверидж направи на собствените банки. Од 2010 година до 2022 година имаме 12 години bull market. Значи ние се наоѓаме на таков момент каде што ќе имаме еден глобален bull market на целата економска сцена и на сите традиционални маркети, кој што ќе кореспондира дополнително со еден таков bull market и во крипто сцената, забрзан од, ќе кажем уште еднаш, регулатива на светско ниво и ISO 20022 кој што треба да го внесе крипто светот во финансиските институции. Значи тоа се катализаторите кои што ни се битни, но треба прво да научиме, треба да направиме соодветна диверзификација, да го утврдиме дното, да направиме план како и што ќе финансираме и поради кои причини во следниот период, со цел да бидеме припремени кога овој каунтер ќе стигне до нула. Се што треба да направиме во тој момент е само да чекаме кога да продадеме за да направиме што поголем профит до следниот bull market. Така да следете овој каунтер, ова е нешто, како да кажам, нека ви биде водилка за да ве натера да учите повеќе за нешто што може да ви го смени животот во следниот период. Ви благодарам уште еднаш, се надевам дека ви се допадна ова видео за макросцената на биткоин, за тоа каде се наоѓаме во овој макро план на крипто пазарите и се надевам дека понатаму ќе сакате да продолжам да користам оваа шема затоа што како ваква
многу поедноставно ни дава, значи мораме да одзумираме за да видиме каде се ногеме. Биткоин се движи само нагоре. Ова се само мали корекции надолу кои што се небитни во големината на сето ова што се случува моментално во светот. Така да уште еднаш ќе напоменам, ќе го користиме ова и понатаму во нашите анализи со цел да ви даде затоа што многу од вас се уплашени дека готово ќе отидеме до нула. Гледајте, значи моментално зборуваме за историја од 2000 во случајов 11-та година па се до моментов, каде што скоро 11 години ние одиме само нагоре и нема изгледи дека тоа ќе се смени, посебно со оглед на фактот дека станува збор за нешто што е ограничено 21 милион, односно толку биткоини имаме за да бидат измајнати, а веќе 19 милиона се измајнати, односно имаме само уште 2 милиона кои што треба да бидат ископани, кои што ние нема да доживееме да го видиме тоа нормално, но сакам да ви кажам дека ваков тип на ограничено добро има само еден правец на движење, а тоа е во горниот десен ъгол. Ви благодарам уште еднаш, се надевам дека ви се допадна ово видео, ќе ве замолам за поддршка како и секогаш, направете subscribe, направете лайк на нашите видеа, доколку ви се допаѓаат нормално, коментар овде сме да одговориме, негативни, позитивни коментари овде сме да одговориме на се. И уште еднаш и благодарам на заедницата што работи со нас, значи сите овие индикатори кои што навистина вредат, ќе бидат внесени во нашите анализи и ќе ви бидат дадени вас назад со цел да можете да ги искористите. Значи тоа е поентата на нашиот канал како заедница, да влеземе во следниот bull market и да направиме максимален профит за сите оние кои што заслужуваат. Значи затоа што се ова тешко заработени пари од ваша страна. Благодарам, имајте добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGaming.